прво отвараме набура на идеи што за вас е ментално здравје и така натаму, многу често доаѓав до едни одговори депресија, тага, да ги подсетува на нешто што треба да го одржуваат и треба да вложат во него и да го одморат некогаш. Моја драга колешка Бети, која застана и ми кажа, вика, Ангела, ти треба, вика, да се движиш меѓу децата, да те има, да си присутна меѓу нив. Мораме да го имаме тој триаголник родител, дете, училиште или наставник или било како, за да имаме ефекти. Ангела, како си? Па би кажала добро, но тоа е оној одговор што вообичаено го даваме. Искрено малку возбудено, со тоа што првпат гостувам на некој ваков тип на разговор, ето не би кажала поинаку. Од една страна, да, возбудено, од друга страна, па имам и пријатни чувства. Искрено, и кога дојдов тука, баш убаво се чувствувам. Да. Фала ти многу за прифатената покана и за можноста да зборуваме. Веќе некое време се договараме за да седнеме и да зборуваме, ама баш не е мило што ќе можеме денеска баш да поразговараме за една тема која што е доста важна и можеби една од основите за менталното здравје, поготово кога станува збор за изградба на една личност, а тоа се децата уште од сам старт во училиште. Пред да преминеме на тоа малце подетално, сакам да те прашам, како и за секој гостин, така и за тебе, што е за тебе ментално здравје? Најпрво фала ви на вас за можноста да дојдам тука да позборуваме и да ги опфатиме најмалите. Да одговорам, за мене ментално здравје многу често користам метафори, особено во работата со деца, па би кажала дека една батерија која нас не движи, некако не води и позитивното и негативното, ни дава енергија, си бара и одмор од друга страна, и обично така и го објаснувам веќе на генерациите кои ги опфаќам со дел од работилници или групни разговори на таа тема. Да, интересно е, поготово нешто можеме да прочитаме, можеме да имаме дефиниција за тоа, ама ако ни се представи на начин на кој што нас ние може да го видиме како функционира со батерија или со нешто друго, многу полесно се сваќа, поготово кога станува збор за работа со помали. Така, и децата најчесто така и најдобро учат, најдобро разбираат. И знам затоа често да ги користам, особено во разговор со нив, па еве и сите што ќе не слушнат, малку да си појаснат. Затоа што морам да напоменам, кога почнав да го спомнувам овој термин во училиште и во работата со деца, прво отвараме набура на идеи што за вас е ментално здравје и така натаму, многу често доаѓав до едни одговори депресија, тага, нешто што ги подсетува на ментално здравје, што искрено не би сакала да остане така, и затоа морав да измислам нешто поинтересно на кое навистина ќе се подсетат кога ќе се спомне овој термин. Да, негативна конотација веднаш има, што јас знам кога разговарам со луѓе кои што ги знам или ги познавам или само што ги запознавам, ќе им кажам ај дојдете да зборуваме на подкастот. И што ќе зборам за ментално здравје, не знам ништо за анксиозност, депресија, едно друго, ама менталното здравје е многу повеќе од тоа, не се само негативните работи. Мада ја би рекол, и тоа сме зборели со многу гости до сега, сите овие работи и депресија и тага и сите чувства не се нужно лоши, туку се работи кои што ние се соочуваме со нив. Така е. И не дека не треба да ги знаат и децата, апсолутно. Треба да ги знаат, треба да го знаат и значењето, согласно нивната возраст, се разбира, но сепак да ги подсетува на нешто што треба да го одржуваат и треба да вложат во него и да го одморат некогаш, да имате на поинаква перспектива за тоа. Да не се плашат, да не избегнуваат од тоа, бидејќи тоа па носи своји проблеми понатаму. Така е. Да. Секој зборуваме за тоа, баш, со ова може и да почнеме. Најчесто кога, јас знам од мои лични примери, сум бил во училиште, сме поминале тоа, психолог од секојаш ми било како, не знам дали да кажам плашило, ама ако направиш нешто,
идеш кај психолог. Така Ако е. направиш нешто лошо, казната е кај психолог. Што мислиш ти за тоа? Дали тоа е така и колку само тоа е вистина? Тоа си го носиме сите, нели, од своето детство и од општеството, но полека го менуваме. Јас би кажала дека секој треба да тргне од себе, најпрво. И сега тука ќе ја споменам мојата менторка кога влегов во образование, моја драга колешка Бети, која застана и ми кажа, вика, Ангела, ти треба, вика, да се движиш меѓу децата, да те има, да си присутна меѓу нив, да те гледаат неформално, да те, нели, да отвараш некој разговор, да те доживуваат малку блиска, за да можеш, нели, понатамо да работиш со тие деца. Затоа што, вика, нели, постои се уште тоа, ќе те носам кај психологот. И полека тоа го менуваме. Јас пак ќе напоменам Бети, она викаше, работата со деца е многу захтевна, значи бара внимание, бара и време бара, реално. Нели, не можеш да бидеш тука за 750 деца во текот на денот, апсолутно. Но доволно е со 5 од нив да поразговараш, си завршил, нели, голем дел од работата. Но што е она што уствари е најважното? Да они сами дојдат кај тебе и да сами побараат разговор и да сами отпочнат било каков разговор. Сега, тука би спомнала поголемите деца се похрабри да дојдат, нели, за разлика од малите. Иако тоа во последно време и тоа го менуваме. Но пак ќе кажам, зависи од нас, зависи од атмосферата која им ја, нели, им ја представуваш на децата. Може би полу од децата не знаат дека јас сум психолог во училиште и нема потреба некогаш тоа да го знаат. Едноставно ќе ми се обратат наставничке. Океј, јас продолжувам наставничке, супер ми оди. Мислам, не ми значи толку тоа како ќе ми се обратат и како ќе го доживеат. Тоа повеќе ми е блискоста која би ја имала со самите деца. И ми се случува, нели, некогаш во текот на денот да не можам да постигнам да ги сослушам сите деца, еве да не испадне дека го форсирам тоа од една страна, но гледам дека имаат желба, сакаат да се слушнат и да бидат разбрани и го бараат тоа кај нас. Да, поготово, нели, за таа некоја титула или како да се обраќаат, некојаш и подобро да не ти се обраќаат како психолог, бидејќи тоа што спомнав на самиот почеток, ако те гледаат како такво што од старт имаат, доаѓаат во целиот тој однос со некоја позадина кај што тебе не ти веруваат. А вака ако те знаат како наставничка, како некој кој што нон-стоп го гледаш по ходници, по училиште, многу е полесно. Ја би знал од личен пример, знам дека многу полесно би било да зборам со некој ако се запознаваме, не мислам ништо за тебе пред да се видиме. Така е. Исто и кај децата. И знаете, таа тежина и од дома ја носат. Нели, па што бараше кај психологот? Па што си направил за да одиш кај психологот? Така да пак ќе ги вклучиме, еве ги родителите исто се тука, они кои исто даваат една крутост на тој термин, една тежина, значи психолог е исто како наставник. Нели, согласно на работното место си имаме други насоки, други работни задачи, но нас треба да не доживуваат исто блиски колку и нивните наставници. Да. Сега да те прашам, дали има разлика или која е разликата од моментот кој имаш почнато во образовна установа и работа со деца до сега? Дали си приметила некоја разлика? Спомна дека и помалите, и постарите деца се поотворени, сакаат да разговараат. Дали тоа беше така на самиот почеток или... Па, морам да спомнам, јас почнав во едно време на пандемија да работам во училиште и работа во празно. Хајде да се изразам така, празно училиште, нема деца, нема галама, имаше некој мал број на ученици и потоа како почнаа да доаѓаат во училиште, уствари ја видов правата работа во училиште, она суштинската. Има разлика, огромна, секако искуството си го прави своето, генерациите кои поминуваат и многу фактори. Нашата едукација постојана, секако дека нашата вклученост во се,
размената на искуства се си има влијание. Да. Пред да почнеме да збориме малце повеќе за кои се некои предизвици кои што децата се соочуваат и кои што ти ги имаш увидено, кои се предизвиците за тебе како психолог, бидејќи нели зборуваме за одржување на ментално здравје, полнење на таа некоја батерија што имаме, за тебе работа со деца, работа со наставници, со родители, кои се некои предизвици ти самата со кои што се соочуваш на секојдневна база? Недостаток на време. Во таа сатница стварно нели не може да се постигне со се она што се работните задачи на нашето работно место, нели таа администрација која ние ја водиме, не ни дозволува да бидеме посветени кон сите деца кои ние нели сме должни да ги сослушаме во денот, да помогнеме, да дадеме поддршка, да организираме работилници или можеби индивидуални средби. Тоа мислам дека најголема потешкотија би кажала во текот на моето работење. А други предизвици зависно нели како доаѓаат и генерациите, нели секогаш и ние учиме од децата. Нели во време на пандемија како што спомнав кога почнав да работам имавме други предизвици. Потоа нели како се менуваше тоа се појави еден проблем или потешкотија во социјализацијата на децата и тоа остава ефект еве до ден денес. Имаме проблеми и во нивното здружување и меѓуврсничките односи во паралелките, што исто така е последица на тоа они како беа изолирани и тоа онлайн учење. И со тоа се уште се бориме. Верувајте ми, еве и после толку време се уште се трудиме да ги зближиме, да охрабриме, бидејќи има деца што се уште затворени. Да. И секој период си носи своји предизвици. Да. Сега го спомнав, тоа ми текнува и неколку пати сум го, мислам дека во претходната епизода што снимавме баш ова го спомнав. Минатаа година зборувавме за книгата Анксиозна генерација на Джонатан Хајд, каде што прави своја анализа на каква е генерацијата моментално и со кои се проблеми и како голем дел од работите, поготово технолошки, влијаат. Мене најфасцинантен податок што јас го прочитав во целата книга беше тоа дека повозрастните генерации за време на ковид нели има пат на лице во лице, дружење еден со друг, ама после тоа од ковидот тоа се покачува бидејќи тие генерации знаат како било и им фали тој аспект лице во лице заедно да бидеме во живо, ама кај поновите генерации бидејќи тие никогаш не го остварија тој контакт. Тоа пандемијата само го убрзува тој пад уште толку поеќе за после пандемијата ти деца да не ни знаат дека им треба лице во лице. Не знаат како да се дружат. Се чувствува тоа. Имавме паралелки кои одеа пола оделение во прва смена, пола оделение втора смена, нели по 10 деца, дали беа и 10 деца. И кога ги споивме, верувајте ми, се уште они се поделени како во тие групи, каде што почнале да го остваруваат тој социјален контакт и каде што се чувствуваат безбедни, за разлика од таа група кој не ги гледа. Знаете, една година никого да не гледаш и после наеднаш да те вклучат како да не се твое оделение, да не припаѓаат во твојата група. И остави последици. Сигурно и верувам дека истражувањата сите го потврдуваат тоа, ама и ние од пракса го гледаме. Да. Што може да се направи за да се нели работа е таква да не можеме се ние поединечни чекори да направиме и тоа не може да ја смени целокупното општество, ама кои се некои работи што може да се направат за да им се поттикне тоа некое дали ќе биде тренирање, дали ќе биде да им се поттикне таа желба за да бидат едни со други, бидејќи еве сега неретко се случува да не знам, ќе седнеш некаде во ресторан, гледаш деца на маса седат и сите на телефон играат едни со други, ама сите у телефонот гледаат. Што може да се направи, дали еве
ајде зборуваме за родители или и за наставници и училиште, што може да се направи од тие две аспекти за да се поттикне поголема социализација помеѓу најмладите? Ние во училиште константно работиме на тоа и многу ни е важно тоа другарство кое поттикнува од школските клуби, нели, и знаеме колку тоа може да трае. Дури цел живот, нели, имаме пријателства кои сме ги стекнале во училиште. Групните работилници се клучни тука, каде влегуваме ние како, нели, стручни соработници, педагозите, психолозите, па дури дефектолозите, нели, со своји удел во сето тоа. Групните работилници за другарство знаат да дадат добри ефекти, но треба да се во некој континуитет. Пак ќе кажам, тука малку и времето ни е недостаток во целата таа работа, но се трудиме и еве, дали наш ангажман, дали наставниците исто, нели, според голем број на прирачници кои ние ги имаме и работиме према нив, да одржуваат едни такви работилници каде што ќе го поттикнуваат тоа, затоа што се што можеме да направиме ќе остави некој, нели, ефект врз тоа. Секако вклучувајќи ги и родителите. Кога се работи за најмалите, многу често знаеме да дадеме совет: ајде после училиште, здружете се со повеќе родители, поиграјте тука во паркот. Потоа кај малите исто е оно одат сите на роден ден кај некое друго детенце и пробуваат да го одржуваат, нели, тој контакт и тие односи барем на ниво на паралелка. Да. Како изгледа, например, се спомна работилница, кои се некои клучни моменти кои што уште као мали треба да се знаат и се учат низ тие работилници? И се, вие како професионалци се обидувате да им помогнете на најмладите да сватат, да научат нешто. Кои се тие некои клучни работи кои што се дел од тие работилници? Најчесто се задржуваме на тоа пријателство, градење на нели односи меѓу децата со позитивен удел. Значи како се помага на другарчето, како да се даде поддршка на друго другарче. Знаеме да имаме и едно одигрување на улоги, нели, на ситуации разни што им се случуваат во училиште и ролплејот, односно одигрувањето на улоги, исто така е многу интересно, особено за помалите. Кога ќе станат, нели, напред да одиграат, да биде некоја случка од училишен двор, од малиот одмор или за време на час, и даваме потоа рефлексија како било, што било, како се чувствувало другарчето. Мислам, ги вклучуваме сите во тој ролплей, иако едни го одигруваат, нели, сите се вклучени во дискусијата и ако е негативна, нели, случка, настан или било што, потоа го преформулираме и доаѓа како би позитивно завршило, за да имаат, нели, идеја како понатамо да го тоа направат. Освен социализацијата, кои се некои најчести предизвици и проблеми со кои што, дали ваши примери кај вас во училиште или воопшто кај нас во Скопје и во Македонија, со кои што деца се соочуваат, ако зборуваме се за во основното образование? Па ако можам некако да ги извојам, најпрво кај децата кои започнуваат прво оделение се осеќа на сепарациона анксиозност. Имавме периоди кога, нели, децата не одеа во градинка, пак ќе ја спомнам пандемијата, верувајте ми, многу последици остави врз децата и нивниот развој, и наеднаш некој ги носи во училиште и да треба да седат 5 сати, 6, 8 сати. Знаете каков шок е тоа за едно дете. И имавме доста голема појава, мислам, не само во нашето училиште, на ниво на сите училишта, особено во Скопје, бидејќи ние многу комуницираме меѓу нас и се поддржуваме и соработуваме. Па сега тоа некако, нели, благо опадна, но постои. Тоа зависно од развојот на детето и карактерните особини. Исто што би сакала да спомнам како предизвик се оние емоционални потешкоти или потешкоти би ги навела, кои доаѓаат од семејната средина и тие многу често ни се рефлектираат во училиште. Дали е тоа, нели, некое
повлекување од страна на детето или можеби во друга насока, па некоја агресија без никаков стимулус. Или имаме ситуации каде што имаме психосоматика. Знаете, ме боли стомак, ме боли глава, па нели не можам да издржам во училиште и така натаму. Тоа е, мислам дека најчесто нешто што го гледаме. Да. А за повозрастните, дали тоа исто што се пресликува и кај, например, ако зборуваме сега, спомнате за најмалите, за самите некои почетоци, дали и кои се тие некои предизвици кои се случуваат деца кои што завршуваат со основно и сега треба да идат во средно училиште? Па кај постарите може би се тие емоционалните потешкоти. Тука па влијаат многу социјалните мрежи. Знаете, и она прифаќање од страна на врсниците, па идеализирање. Нели, каков треба да бидам, па ова се некои норми кои јас треба да ги исполнам, особено кај девојчињата. И се тоа повидливо, па нели доаѓа до една слика за себе дека јас не сум доволно добра, не вредам доволно. И тука, нели, понатаму се отвараат повеќе процеси. Да, баш и истата книга Анксиозна генерација, Джонатан Хајд зборува колку само проблемите со кои се соочуваат не само возрастно, туку и машки деца со девојчиња. Да. Многу се поразлични. Да, има разлика. И тоа е интересно, бидејќи нели секоја зборуваме, некојаш може да се направи една генерализација, овие деца се соочуваат со ова, ама и во самите проблеми кои зборуваме за социјални медиуми, има разлика како едно машко дете од, не знам, 11-12 години, кои се неговите проблеми во однос на социјалните медиуми, едно девојче на иста возраст, во исто оделение се соочуваат со сосема различни проблеми. Секако и самиот развој на машките и на девојчињата е различен и потешкотиите со кои се соочуваат е различно. Емоционалната зрелост во различен период доаѓа. Затоа реков многу фактори тука влијаат. Она најчесто што го гледаме во училиште е тоа што го спомнав. И нели потоа тие нарушени односи во помеѓу машките многу често, па и девојчињата знаат тоа малку на позаскриен начин да го направат кога имаат некој нарушен однос со своите другарки. И ни доаѓа, нели, потоа и насилството кое е доста актуелно и ние сите знаеме и се трудиме да, нели, тоа го превенираме пред се, а потоа и да едуцираме како да се справуваат. Како може да, кои се некои зборот не ми текнува, кои се некои работи која се угледува дека едно дете има проблеми, дали тоа ќе биде емоционално, дали социјални проблеми, кои што после тоа доведуваат до еден tipping point, кај што станува тоа дете и поагресивно и насилно. Кои се некои работи кои што може да се согледат и можат да водат до превенција? Ако мислам дека го разбрав прашањето. Би кажала најнапред во училница се согледуваат сите работи. Значи училницата ја дава најјасната слика. Секако бидејќи наставникот во континуитет ги гледа и ги следи. Промената во однесувањето ќе биде многу воочлива. Значи дете што седело на прва клупа, се смешкало и ги закачало другарите, најнаш гледа во табла, ама гледа во празно, да кажам, губи фокус. Не излегува многу кога има дружба во училишниот двор или така натаму. И тоа го гледаме дека се случува недела дена, 2, 3, 5 дена. И одма знаеме, овдека има нешто, но ајде полека да, нели, оставиме време, да потикнеме можеби соработка. Најпрво кај што е најбезбедно детето, пак е тоа наставничката, пак се тоа родителите, па потоа, нели, наша вклученост доколку се работи за нешто што треба да се вклучиме. Промената во однесувањето е клучна и тука можеме веднаш да реагираме. Но кога веќе го имаме однесувањето, нешто се случува. Знаете, значи веќе има нешто. Превенцијата е добра да се прави во повеќе нивоа, значи како што оди развојот на децата, и да се работи на повеќе работилници, групно вклучување, едукација на децата, за да знаеме што превенираме. Бидејќи цел свет работи на превенција и ние мораме да го
тоа вклучиме активно во нашиот училишен живот, за да немаме понатамо последици какви што не би сакале да имаме. И од каде почнува тоа? Мислам, кои се некои почетни фази на сето тоа? Дали е едукација на родители уште пред да имаат деца или на самиот почеток, пред тие деца да почнат во било каков образовен процес? Кои се некои работи што би помогнале? Бидејќи убаво кажавте, баш ми е мило што кажавте тоа, кога веќе ќе се примети промена во однесувањето, проблемот е веќе настана. Така е, веќе имаме нешто присутно тука и ние само го гледаме и реагираме можеби на време, можеби и задоцнето. Знаете, едно дете тоа знае многу вешто да го зацкрива, иако се они мали. Да. Они го разбираат, знаат и ќе го зацкријат некако, ставаат некоја социјално пожелна слика или одговор ќе дадат социјално пожелен, и најмалите знаат тоа да го направат. Клучна е едукацијата на родители, не можам да ја оттргнам од сето ова, затоа што кога ние нешто правиме, работиме во училиште, дома мора да се продолжи. Ако го немаме тоа, нема да имаме добар ефект. Не ни е фокус детето, апсолутно. Значи, мораме да го имаме тој триаголник родител, дете, училиште или наставник или било како, за да имаме ефекти. Да, сметам дека едукацијата за родители е добра и се трудиме тоа да го направиме и многу често советуваме родители, макар и да нема некаква, ајде да кажам, поизразена потешкотија кај детето, но чекайте, нешто тука има, или гледаме дете кое во повеќе ситуации еве имало некакво повлекување од другарите, па некоја лоша слика за себе, па сме го откриле ние тоа некако, да веднаш реагираме со родителите, за да и они и дома работат и ние тука, и да дадеме некој поголем придонес. Да, веќе опасно ако едно се слуша дома, друго се слуша во училиште, и детето прво нема да знае што да направи, и едно дете не знае што се случува секако, ама второ, кога слушаш две различни испротивни некоја страни, е многу потешко и доаѓа најверојатно до ескалација на цела ситуација. Да, особено ако ни се спротивставените ставови, па да ние едно советуваме дома, друго се советува, да вистина доаѓа до една збунетост кај децата и они на крај можеби ќе избувнат и ќе го кажат тоа или ќе кажат нешто поразлично намерно и тоа се сепак деца. Да. Дали има отвореност кај родителите за целиот овој процес, бидејќи не секогаш, да, стигмата постои се уште кај нас за ментално здравје и тоа го спомнавме на сам почеток и ако се укаже нешто, не значи тоа дека детето е лошо или нешто е проблем со него, туку самата ситуација треба да се превзема чекори за да се дојде до решение. Колку родителите се отворени да имаат еден отворен разговор со вас као училиште и со други родители за како да се најдат решенија и да бидат активни учесници на целиот тој процес? Пак ќе кажам, се зависи од нас. Како ќе пристапиш на тие родители? Како ќе им го прикажеш сето тоа? Колку важност ќе им дадеш? Знаете колку е поразлично да дојдат да ги уважиш, дека они се многу важни во целиот тој процес, имаат главна улога, клучна улога и они треба да бидат тука и да бидат вклучени. Целиот разговор оди во друга насока. Ако го започнеме со критика, ќе ни оди во друга насока. Така да и нашата спремност да во тоа работиме и како зависи. Да, тоа е интересен аспект, на принципот на не е тоа што ќе кажеш, туку како ќе го кажеш и како ќе му го представиш на еден родител, на другите учесници, на дете, на наставник. Така е, затоа што и родителите нас не доживуваат најубаво. Знаете, ме повика психологот, мислам, и они се спремаат од дома, они доаѓаат со некоја веќе јасна слика што ќе кажат, како ќе кажат, што ќе направат, но нашата смиреност многу влијае тука, пак морам да спомнам нашиот пристап кон нив и искуството во секој случај. Да, дали мислиш дека психолозите кај нас, вие како професионалци во едно училиште, сте доволно опремени или имате доволно ресурси за да може да се справувате со
сега нели зборуваме за малце помали работа, кога ќе дојде не знам, булинг на ниво на кое што е доста опасно и сериозно. Дали вие како професионалци сте доволно спремни, во смисла да ги имате ресурсите со кои што можете после тоа да помогнете во наоѓање на решение на таа ситуација? Па делумно би кажала. Ајде, не сакам да звучам остро, делумно. Што значи тоа? Нашиот удел е голем и видливо тоа, нели, ќе се случува кај нас, училиштето нема да биде исклучено од целиот тој процес, но имаме потоа вклучување на други страни. Дали се тоа, нели, зависно од, го спомнавте, насилството, дали се тоа центрите за социјална работа, дали е полицијата, дали се некои невладини организации и така натаму. Имаме можност да ги вклучиме, но потоа ја губиме контролата врз процесот. Знаете, ние не добиваме фидбек што се случува во МВР. Како оди постапката. Нели, они си работат според нивните прописи, принципи на работа, а кај нас останува советодавната. И тоа е уствари ние на она на што се најчесто задржуваме. Советувањата со учениците, советувањата со родителите, иако многу често, ако е, нели, по екстремно тоа што се случува, се вклучува и Центарот за социјална работа и дава поддршка во сето тоа. Да, ама некојаш сигурно е тешко да се даде совет ако се немаат сите информации, бидејќи едно нешто што за кое што мајка ми е наставничка и знам колку само нема наставници, колку наставниците имаат работа и вие спомнавте, не можеш да постигнеш некојаш, поготово ако си еден психолог за едно училиште, многу е тешко да се постигне со тоа, камоли пак комуникација помеѓу институции, решавање. И тука мислам дека, барем од моја перспектива, тоа што можам да забележам е дека можеби најголемиот проблем кај нас е немањето на доволно кадар кој што би бил дел од сите овие процеси. Па секако би било многу подобро ако бидеме четворица во тимот. Ако можеш да се поделиш, ако можеш тоа поубаво да го сработиш. Знаете, едно дете можеби кога доаѓа најве советување за било што и да се случило, ако ти му обрнеш 10 минути време, а ус разговорот се отворат некои негови внатрешни процеси, ти не смееш да го завршиш тој разговор пред да, нели, тоа се обработи. Тропнале на врата, дошле, друго се случило. Знаете како и некогаш дури се плашиш да го отпочнеш разговорот со детето по суштински, за да не дојде до прекинување. Ајде, така некако да доловам атмосферата што ни се случува во училиште, па ете би кажала ќе биде полесно ако има повеќе кадар кој, нели, во тој момент, добро, има кој да реагира на друго место, има кој да прати мејл, да превземе било што да се случи. Но и простори каде што ќе можеш со децата да работиш онака советодавно како што и треба да изгледа еден разговор со психолог и една работа со деца. Па и со родители, ќе кажам истото. Да, и сигурно ако имаш тим од повеќе психолози, ти не можеш до секое дете секој да допре на ист начин. Некој дете ќе се поврзе со тебе, некој со друг психолог. Имаме случаи каде што децата само со наставниците ќе се ослободат. Имаат сигурност некоја во нив и окей е тоа. И ние работиме преку наставниците. Значи имаме и такви искуства и тоа е окей. Кога наставникот ќе каже, ќе побара помош, даваме поддршка, насоки до одредено ниво каде што, нели, може да превземе и ризик. Да, веќе не е црно-бело, не е или ова или ова, нема ништо измеѓу. Најчесто е Кај децата знае да биде многу сложено. Да. А сега да прашам што спомна, нели, тоа некој односување кога дете ќе се повлече. И сега тоа и јас размислувам баш пред некое време, во разговор со колега тренер исто зборувавме за колку само некои деца кои што на сам почеток ги знаеш на 5-6 годишна возраст, 7 годишна возраст се најактивни, нон-стоп, не може да те слушаат, нон-стоп зборуваат, трчаат и од секојаш
тоа некое мислење било дека лоши се деца, не знаат како да се однесуваат, и после тоа ги гледаш 10 години подоцна израснати ја зборам за спорт, едни од најдобрите играчи се, например, у тој одреден спорт. Да, имаат веќе дисциплината. Да. Ама нели која растат, се сметаат за лоши деца, за непримерни однесување, нешто е проблем со нив, не се воспитани од дома. Уствари, нели, не е тоа така. Зошто? Да, најчесто тоа што е видливо е само последица на нешто што навистина се случува. Или може би е па нешто развојно. Значи мораме тука да правиме селекција, дали е тоа развојно, очекувано, нормално, ајде така да се изразам, или е нешто што треба да ни даде некаков сигнал. Мораме да правиме селекција во секое однесување на децата. Да, веќе не мора да значи ако некој е доста активен како мал дека е лошо дете. Така е. Ама мислам дека проблемот каде што јас знам и мои врсници кога сме растеле, која ќе му го даеш таа етикета дека се лоши, многу како влијае тоа на едно дете? Како влијае, например, кога не знам, ти нонстоп сакаш да трчаш, доста си активен, кога ќе не знам, ќе те носат кај психолог, ќе разговараат со тебе, па зошто така правиш, а ти уствари ништо лошо не правиш. Како влијае врз развојот на тоа дете кога ќе те, ти си лошо дете? Остава последица секако. Видете и на нас да ни кажат возрастните и чекај, ти не си ја работиш добро работата или не си добар денес. Па ќе се размислуваме цел ден што направив, зошто не сум добар. Замислете на едно дете кое не може толку на едно свесно ниво да го тоа обработи. Остава последица ако не се разговара за тоа, ако не се отвори тоа. Има деца кои нели ќе го голтнат, ајде така да се изразам, и ќе остане некаде во нив, а има деца кои ќе го изразат некаде. Тој револт, тоа што им се случува, и така уствари почнува тоа да излегува и да го ние тоа работиме. Моментот е кој ќе го фатиме тоа, дека се случува и дека треба да го ние работиме и да го отвориме тој процес. Сега често јас ќе кажам и во училиште ни се повлекуваат тие деца. Да, мислам, ние не можеме сите да ги пофатиме. Тоа и да сакаме не можеме да успееме. Знаете, теоретски на 750 деца не можеме. Замислете во текот на една недела и да биде пак нема да ни излезе се на виделина. Но тука они може би тоа ќе го изразат пред родителите. И тоа е оној момент кога родителите треба да реагираат, да нешто отворат барем некаков разговор, а ако не знаат да се справат, да побараат помош. Тоа е клучното. Да, веќе има многу такви моменти каде што без разлика дали е, например, доста активно дете или па доста повлечено дете, може да биде двата екстреми ги има, да. Не знам, ја од секој сум имал проблем као мал, ја внимавам многу сум внимавал на часови, запишувам белешки, тоа поготово, не знам, од 5 до 8, па и после средно образование, ама кога ќе дојдам дома, јас не можам да фатам книга, не можам да читам, не можам. Едноставно, секоја си наоѓам нешто различно, ама пак тоа не се рефлектира никогаш у моето образование, бидејќи секој сум можел да некоја се извадам, ама секоја сум завршил со одличен успех. И уште како мал, знам дека се моите дома и зошто не пишеш домашно, зошто не... Како родителот го разбира тоа, како реагира на тоа, како ќе поттикне понатаму работата ќе поттикне работата на своето дете, и сами кажавте, тоа е клучно. Родителите да ме разберат, да ме поддржат, бидејќи секој дете е најсигурно во својот дом. Верувајте ми. Бидејќи јас, например, дојдов до тоа да се гледам како мрзеливо дете, и после тоа најмалку родителите сакале тоа да го направат. Да, и после тоа јас кога тек дојдов, бидејќи секогаш бев окей, сега ќе дојдам у средно, па ќе почнам да учам, да ќе се угледам некаде и ништо, пак имав, нели, некако почетокот беше тежок, ама после тоа се навикнуваш, наоѓаш начини кои што ти помагаат да успееш и повторно завршуваш одличен, па ајде сега ќе дојдам на факултет, па тек тоа што нема шанси така пак, и на факултет е пак исто. И кога почнав повеќе
да разбирам за ментално здравје што, како, и кога дојдов да чека уствари, јас имам кај мене мозокот различно функционира, бидејќи имам ADHD, окей. Тоа невидено ми помогна да се чувствам многу подобро за себе, бидејќи, окей, значи ја не сум мрзелив. Значи не сум некој кој што не сака, туку некојаш и не можам тоа да направам. Така е. Да. Едноставно доаѓа до едно друго ниво, едно разбирање за себе, ама сепак тука требало ниво на незрелост некоја, ете, дали е факултет, дали е порано подоцна, зависи од индивидуата. Родителите се оние кои треба да го направат, да го водат, и затоа многу често ние ги советуваме да даваат пофалби повеќе, да го извлечат најдоброто од детето, да и они бидат позитивен пример за своето дете, да отворено разговараат, да поттикнат нешто, а не да нели осудуваат, мрзеливси и така натаму, како што спомнавме, или па во друга насока да казнуваат, а кај детето тоа да има обратен ефект, односно да се појавува се поголем и поголем револт за тоа што му се случува во домашната средина, и апсолутно тоа дете и во училница ништо нема да запамти, нема да научи, ќе искине тетратката и влегуваме во тој круг на нели неприфаќање на се што се случува. Да, и после тоа е многу потешко да се интервенира. Така е. Тука веќе бара поголема наша вложеност, дали во училиште, дали надвор од училиште. Многу често и родителите се ослободуваат надвор од училиште да побараат помош кај наши колеги, што е во ред, сосем е во ред да нели не сакаат во училишната средина, но потешка е промената, побавна е. Доколку се реагирало на време или пред време, кога прво нешто ќе забележиме, полесно оди. Да. Кои се некои, еве сега ако зборуваме малку од попрактичен аспект, кои се работи кои што децата може да ги направат, или методи со кои што родителите можат да им помогнат децата со справување, дали тоа ќе биде стрес, дали ќе биде анксиозност, дали тоа пак ќе биде и мали па и големи конфликти со своји врсници? Па број 1 би издвоила активното слушање. Мора да се научиме да го привенуваме сите, не само ние од професионален аспект, туку и во нашиот приватен живот. Кога активното слушање го применуваме и со децата, и како има разлика. Значи родителот да седне, да се сконцентрира, да се посвети на тоа дете, кажи што треба. Аха, ти сакаш да парафразира, сакаш да ми кажеш дека ова те повредува, ова може би вака звучи лошо, сакаш да кажеш дека си тажен, да отвара еден разговор. Тоа мислам дека клучно и многу им недостасува на денешните деца. Очигледно е. Мислам, и ние сите знаеме колку врски имаме и колку тоа не можеме да го направиме некогаш во текот на денот, но мораме, бидејќи, пак ќе кажам, децата се на фокусот на кој ние треба да сите да се стремиме да оставиме на добра иднина. Да, и тоа е, не знам дали така секој сум размислувал, но знам дека во последно време и од кога почнавме со подкастов, поготово за овие некои работи, сите имаме ние колективна одговорност. Еве и ние сега како подкаст, тоа што го имаме, го можеме, треба да се зборува за овие работи. Тоа е нешто што може да направиме. Вие како психолози, како училиште има своја улога, ама и родителите имаат своја улога. И кога зборуваме баш за деца, никогаш не е криво детето. Знам дека да, тие се оние што ги прават работите, нели, ама тоа е рефлексија на колку само функционира или не функционира еден ваков процес. Видете, пак ќе кажам, ние како општество и не сме спремни да го прифатиме прво, па потоа да го спроведеме. Знаете, кај едно дете кога се јавува психосоматика, еве најклучен, да кажам, пример, ме боли стомак. Прво го задржуваат дома, не информираат, а го боли стомак. Прво што се сомневаме дека нешто му се случува, вирус, нели, некоја болка, се јавува од нешто такво. Потоа го носат на лекар, па нема ништо,
па го носат на специјалист, па нема ништо. Се додека моментот не се уверат и родителите, верувајте ми во овој случај, дека на вистина нема ништо, па тогаш опфаќаме нели оној друг аспект, зошто на детето го боли стомак, за да стане во училиште и потоа не вклучуваат. Но пред да го боли стомак, тоа сигурно имало денови каде што плачејки доаѓало, не сакам да одам во училиште, го кажало некаде моментот, но родителите не го забележале и не го како да се изразам, може би го забележале, но го ставаат под тепих. Ајде сега дете ќе каже, не ми се оди во училиште и јас ќе кажам добро спи дома. Не, зошто не се оди? Ако не можеш во моментот, попладне. Како беше во училиште? Што те спречи Сабајле да станеш за во училиште и така натаму, пак се навраќам на оној отворен разговор и она активно слушање и парафразирањето кое треба сите да го користат во дома. Да. А и мислам дека некојаш проблемот можеби не тоа несвесно ставање по тепех или Да. А и фактот што некојаш и не ни знаеме Така да е. гледаме на тоа Така како некој red flag, дека чекај уствари. Океј, да, не сакаш да идеш у школа или плачеш. Затоа го извојува моментот, разговарајте со вашите деца. Што и да ви кажат, они имаат причина. Затоа е тој отворен разговор и тоа сослушување на децата, а потоа и позитивно подкрепување. Мислам, не со награди и казни, пак да биде на ниво на пофалба, на охрабрување, на поддршка, тука сум за тебе и така натаму, што на децата и како им треба. Да се избегне од тој погото нели награди, ама и казни, оној менталитет на заплашување, на плашење, на ако не биде па и некојаш и физички казни кај што не се ворети, можеби останале од некој поразлично време кој што сега веќе не треба да биде така. Па да, и ние самите некогаш се фаќаме во една замка да нели кажеме, да условиме на некој начин. Ако не си добар, тогаш нема да те вклучам во тоа, нема да направам за тебе тоа. Дали е во текот на работата или во приватниот живот, и ние самите тоа го правиме, но добро е кога ќе се сетиме што сме направиле, па да тоа успешно го промениме. Имавме еве случаеви кога, да кажам, некои деца па по некој вид на казна, ајде да се изразам, не биле вклучени во активности во училиште. Тоа се вонучилишни активности, во наставни активности, но се покажало па кога ќе се вклучат дека се многу подобри. Значи, може би тоа е она што им фали во училишниот живот. Затоа ќе кажам, децата се една таква ширина што ние не знаеме што и мислат, што сакаат, што треба да направат. И наше е само да ги поттикнеме и да ги водиме. Имаме ученици кои добиле некаква казна, ама сега се нели председател на паралелка. Па е вклучен во училишен парламент. Па толку многу се вложува за тоа што се пронашол во таа улога. Но секако ние сме биле вклучени во цел тој процес, за да го достигнеме тоа. И мислам дека е многу важно едно нешто кое што јас знам дека мене ми фалеше уште од сам старт и подоцна нели што доаѓам од село каде што немаш, одиш на училиште, завршуваш, си идеш дома, немаш некој, можеби ако играш спорт, ама тоа нели не секогаш и речи си никогаш не е поврзано со училиште, и кога гледам кои се само можности кои што може да има надвор од училиште, да бидат пак, тоест надвор од часовите, ама да бидат пак во склоп на училиште, како студентски или ученички здруженија, учествуваш во некои работи после школа. Колку само тоа влијае, бидејќи сметам дека некојаш еден од најголемите проблеми и притисоци кои што едно дете ги има се оценките, се тоа дека успехот, односно оценките и веќе најголем притисок на децата. Знаете, они многу се дури се потресуваат и такви чудни реакции добиваме од деца ако не е петка. Што за мене е неприфатливо.
И тука е па работата со родителите е клучна. Инаку, кој ја поставил таа цел? Родителот. Кој може да ја промени, пак е родителот. Само може би му треба наша поддршка, наша насока, како да го направи тоа за доброто на своето дете. Да, бидејќи на крајот на денот голем е проблемот и тоа може нема да се види на самиот старт. Јас знам за самиот себе, се чувствуваш многу полошо за сам себе кога ќе доеш на факултет и кога мислиш дека си неуспех, дека ама сето тоа започнува уште како гледаш на еден образовен процес. Преголем притисок е за детето, преголем товар. Но клучно е целото семејство во ова што го споменуваме, затоа што детето е дел од тој семеен систем. Како стигнало да детето го чувствува тој притисок? Кој го пренел? Зошто го пренел? И пак отвараме нешто што е внатрешно. Значи детето не го создало тој притисок од средината во училиште или од другарите, може би, но многу ретко. Многу ретко се случува тоа да имаме споредување, нели, како тоа има Петка, па и јас, и тоа е на едно детско ниво. Поголемиот притисок е од целото семејство. Значи некогаш не се само родителите, некогаш е, например, баба, дедо. Знаете, секој што е вклучен во воспитувањето и чувањето на тоа дете. Да, а некојаш и јас од мој личен пример знам дека да, нормално секојаш твоите сакаат да имаш најдобри оценки, да учиш, да напредуваш, ама кај мене исто беше тој аспект да мајка ми е наставничка. Да. Баба која што ми е наставничка. Знаете кој притисок е тоа? И они ништо не прават со тоа што они не даваат дополнителен притисок на мене, ама самиот факт што јас знам. Така е. Многу тоа мене барем ми беше тешко у тие некои почетни години кај што чека, окей, сваќаш и 4 е лошо, за тројка да не збориме пак, и само 5 со највеќе бодови. Така е. Без некој да ми го наметне. Без да го наметне и каже, но пак ќе кажам, ако постоел отворен разговор, ако сето тоа на време се обработувало на ниво на целото семејство, дали била мајка, баба и така натаму, последиците ќе биле помали. Да. А може би и спремноста да, нели, еве во овој случај, нели, и детето да каже. Ако јас добијам 4, значи нема добро да те представам, нема да сум доволно добар, нема да го исполнам очекувањето. Тука ние ги охрабруваме децата да поттикнат еден таков разговор, особено поголемите, кај помалите малку поразлично. Поголемите, еве 8-9 оделенија кои, нели, сакаат да имаат 5 да се запишат во средно училиште, нели, со доволен број на поени да влезат во училиште кое го сакаат, и го сами дури некогаш си го прават тој притисок, ама и родителите го прават притисокот, или како што кажав, целото семејство, и тука ние ги охрабруваме и тие сами да почнат дома да разговараат. И некогаш добиваме, нели, успешни разговори, некогаш имаме родители кои пак ќе дојдат и пак ќе се советуваат како тоа да го направат. Имаме секакви примери. Пак ќе кажам, зависно од нивото на, нели, на кое ќе не разберат, и нивото на свесност, нели, која имаат во моментот. Да, веќе не е дека вие како професионалци настапувате од тоа дека ќе вие правите нешто лошо или вие сте криви, туку да може да се има една отворена комуникација за како се оке, проблемот е ова, не е важно кој е крив, бидејќи веќе се има случајно, како да решиме самиот проблем, сите вклучени, што треба да направат. Да, во моментот може би доаѓаме до едно решение, но што е многу важно во тие ситуации, да дадеме насока за понатамо, да дадеме една мала едукација на родителите за понатамо како да постапуваат, понатамо како да превземаат ризик како со својот адолесцент, бидејќи е многу тешко. Тоа дете е многу променливо. Сега е вака, за 2 месеци ќе ни биде многу различно. За 1 година ќе ни ја затвори вратата од соба и нема да знаат, родителите ќе се најдат затекнати. И затоа е добро и да имаат една кратка едукација, за дури и да биде нешто што е, ајде да кажам, од едукативен карактер. Значи, некоја теорија да им кажеш, да ги охрабриш, затоа што не секој
има можност да прочита, да разбере, да обрне внимание на тоа, па и тоа им значи. Да, мислам дека пак се процес е и не е само, не зависи од еден учесник од тој процес, и се што може да помогне е важно и минимално некои работи ќе помогне, некои повеќе, ама се многу важни и пак многу е голема улогата на секој еден од нив, само секој има различна улога. Па да, така е. Но ќе кажам, еве, во моментот ако нешто па го разрешиме, дали била оценката, прифаќањето на нешто во моментот, ако тоа истото не се дообработи, ако на родителите не се даде некаква интервенција, ајде да се изразам, или и едукација, тамо пак нешто ќе се случи. Нема да биде утре оценка. Утре ќе биде нешто многу поразлично од тоа. А сето тоа е поврзано. Да, тоа е оној принцип, значи за да се премине преку нешто, треба да се помине низ тоа нешто. Така е. Бидејќи ако само да се оценката сме средиле дете, да, тоа во моментот ќе има промена. Пак ќе се појави, седур не се реши во корен, што сека да се види суштински што е проблемот. Така. И затоа пак ќе кажаме оној отворен разговор и наша вклученост, секако, за да можеме да дадеме па и добри насоки, инаку нели би оделе во некоја насока каде што може и да погрешат. Да. Секако. Дали има нешто што испуштивме? Ќе гледам на саат, скоро па саат време збориме. Дали има нешто што испуштивме пред да завршиме со разговорот? Па искрено мислам дека многу делови опфативме и некако имам уште многу работи да кажам. Не ни почувствував дека помина толку време, затоа што ова е работа која е многу променлива и секое дете е различно и не можеме да земеме пример. Ајде сега јас дома и ве слушнав, па ќе зборувам со моето дете, ќе го седнам 5 минути, па ќе прозборам, ама кога ќе станам, тоа ќе биде поразлично од она што сум го зборувал. Уствари, однесувањето ќе биде поразлично. Не можеме така да земеме готови решенија. И затоа сакам само да ги охрабрам родителите да бараат помош. Клучно е тоа, да побараат помош кога ќе приметат нешто, затоа што обично тогаш се јавуваат на било каков разговор или терапија. А од друга страна да не го следат трендот на одење психолог. И тоа исто се случува веќе во денешно време, дека нели па гледаме дека нешто е актуелно е да се оди. Не секогаш. И нема потреба секогаш. Така дајте да внимаваат помеѓу тие два екстрема. Да, бидејќи тоа е оно, некојаш ако си во на едната страна па се обидуваш overcorrection да направиш сосема спротивно, за да уствари тоа не е решението. Да. И тука мислам нема дека готови решенија, пак ќе кажам, нема. Ние се водиме по нешто, спрема нешто, имаме некои принципи по кои работиме, имаме едукација по која работиме, пример мене ми е семејната системска и јас ја преферирам нели и на моето работно место да ја спроведувам согласно толку колку што е возможно, нели. Но пак ќе напоменам дека ми отиде мислата. Ми отиде скроз. Што сакав да кажам? Ќе напоменев дека нели да не се оди во двата екстрема и ми отиде мислата. Да. Може ќе се врати по. Но не, мислам дека е многу важно да се добие вистинска едукација на крајот на денот, бидејќи баш ми мило што спомнете тоа, на крај не можеме ние, без разлика тоа дали стана збор за ова или за било што со кој се очуваме како личности, да учиме од социјални медиуми, од трендови, и да земаме, кој што ги каже, готови решенија да ги примениме во секоја ситуација. Не можеме, тоа сакав да кажам, немаме две исти деца, но немаме и двајца исти родители.
Немаме мајка и татко се различни за првото дете, за второто, за третото дете. Затоа е потребно во моментот да се посоветуваат. Знаете, пак ќе кажам, не може да земат готови решенија или искуствени. Со моето дете вака пробав, и со ова вака, со првото да кажеме. Па секое дете е различно, но и родителот е различен, нели, во секоја ситуација. И затоа е потребно тоа, па макар во училиште да се посоветуваат. Да. За крај, кој е твоето прашање, ако некој не има изслушано до крај, што би сакала да ги прашаш тие што не слушаат сега? Па, не би имала прашање, ајде, ќе го употребам вашето прашање, ќе им дадам задача да размислат како се во моментов, што чувствуваат и тоа да си го повторуваат повеќе пати, еве не мора во денот, ама барем секој ден, секој за себе да си се сврти кон себе, да си каже како сум во моментов, па дали нели е добро, лошо, па како тоа да го направам и што со овој ден да правам. Да.